Почитувани мои, сакам да ве поздравам. Не ви најавам добро вечер. Емисија ако се биде емитувана во вечерните часови, ние сме преку ден во, како да кажем, трофејната соба на спортистот што и го одбележа, што ја одбележа првата декада од 21 век, не само во Кочини, туку и во Македонија. Подобар повод за продолжување на новиот серијал од емисијата на Разговор со Џони не можевме да посакаме од тоа што во емисијата гост ни е Јожи Јованов. Јожи е минатата недела, како што знаете, по 10 пат стана шампион на Македонија во велосипедизам, односно 6 пат едно по друго во сениорска конкуренција. Па, сакам да го поздравам, да му посекам пријатни негови да се чувствува, да поминеме заедно, добро се чувствува пред камерите и да поразговараме на темите околу велосипедизмот и неговите идни планови. Ви благодарам на поканата, пријатно сум изненаден и се чувствувам одлично по завршувањето на сезоната. Напорна, траеше 10 месеци, имаше многу трки сезонова, се заврши како што планиравме, се оствари уште една цел, голема желба за мене, ја освоив и 10-та титула. Македонски државен шампион во велосипедизам за 2012. Што се случи во Охрид ме интересира конкретно? Буквално правилата се такви во Велосипедската федерација на Македонија. Па ако се сеќавам и пред 2 години, јас исто така освоив на последната трка значајни 9 бода, ако се сеќавам 2010 година и ја освоив по 9 пат титулата. Таа сезона нема да ја заборавам, но овој пат значи беше едно 2011 за 2010 точно. Додека за сега оваа сезона буквално имаше некои шанси, може да кажем, веројатност да иако е последна трка, иако имам 15 бода, а знаеме дека за 15 бода се освојува со 15 бода прво место, имаше значи некои веројатности или шанси доколку не се заврши трката од моја страна или не дај Боже падови или некој посериозен дефект и победи конкурентот Зоран Ристевски да ја освои титулата со ист број на бодови, како што 2010 со 100 бода заедно двојца велосипедисти завршивме, но оној кој завршува подобра позиција на последната трка од првенството, тој ја понесува титулата. Па беше потребно, како што кажавте, иако лоши временски услови, се појавив, учествував, односно бев подготвен, без разлика на, иако ми беше потребен само еден бод или 10-то место за кое се добива 3 бода, значи последна шанса 10-то место, јас идев секако на добар пласман и ќе кажам и 4-то место беше доволно, бидејќи се издвоивме на петорка уште од самиот старт. Со самата таа предност што ја направивме за разлика од останатите, неколку надпреварувачи, така да беше веројатно и пети да завршам на петата позиција од тие 5 члена таа група, која се издвоивме, дека секако е веќе моја титулата, односно само да се финишира самата трка. Иако рековте дека временските услови беа многу лоши, организаторот ја скрати трката за некои си 5-6 круга, како што се сеќам, или 18 километри. И огромна количина на вода или на дожд по улиците, беше тоа техничка стаза, критериум наречена, бидејќи се возат нагли остри свртувања, многу скокови, варијација на пулси со многу интервали. Завршив, односно бев самоуверен и, како да кажам, на еден начин смирен, ја завршив трката, освоив нови 9 бода и со тоа го зацврстив првото место во генерален пласман за крај сезона. Годинава прв пат тактизираш. Дали тоа бидејќи мислам, дали тоа ти е хендикеп на тебе или па тоа те додатно стимулира што ти возиш сам од електрика, во овие трки ги возиш, додека твојот конкурент Зоран Ристевски што беше од Велен Куманово, за него вози цела екипа. Па тоа е голема предност, како што кажувате. Има многу посилна екипа оваа сезона, ќе кажам искрено, но имав уште еден голем помагател или мој клубски колега кој нема да го заборавам и сега ќе го кажам, тоа е Сашко Јосифовски, кој е многу повозрасен од мене,
започна во подоцни години да се занимава во овој спорт. Мастер возил. Во мастер возише оваа сезона, буквално во меѓусебен договор помеѓу двајцата премина во сениорска конкуренција или елита, она најсилното. И ако не повеќе, барем 3-4 трки, доста беше од голема помош за мене лично, што нема да ги заборавам и самите трки ги паметам каде работевме заедно, особено тој за мене. И освоив многу значени бодови уште почетокот на сезоната кога се одлучуваше кој ќе фати позицијата. Инаку како надпреварувач од Кочани, само ние двајцата оваа година, значи земавме учество во најсилната категорија и се надпреварувавме, но имаше еден проблем што со новиот закон за пререгистрација на клубови, значи немавме можност да учествуваме само со лиценца, односно како спорт клуб Електрика, и затоа добивме помош или соработка од велосипедскиот клуб Energy, едноставно меѓусебна соработка или договор како да се надпреваруваме, односно самите тие не поддржаа, односно не преземаа како заедно, односно соединување или позирање, така. Да. Бидејќи знаевме ние само двајцата дека колку и буквално и сите трки да ги победиме, немаме никакви шанси за екипен пласман, но најбитно за мене беше да ја освојам повторно титулата, оно што го правев последните неколку години. Не би било на одмет така за нашите гледачи да кажеш кој тој Зоран Ристевски, бидејќи јас знам дека е доста повозрастен од тебе. Па може да се кажам дека тој е велосипедист со најголема традиција, со најголемо искуство. Сега јас буквално сум последните 10, 11 или 12 година како се занимавам со ова. Значи во првите години и самиот јас не сум знал кој е како најголем конкурент последните неколку години. Тој е велосипедист, значи има 40 и неколку години на возраст, што е за почит и респект секако според возраста, но далеку со големо искуство, подалеку од мене, односно со многу повеќе трки надпревари како на домашна сцена, така и на меѓународна. Возел за репрезентација, потекнал од Куманово, се надпреварува за велосипедскиот клуб Велојам Куманово. За фајтер возач. И ќе кажам дека далеку поискусен, кога веќе на неколку трки осетив дека имам и некои слабости секако, иако си прв и се чувствуваш дека си најдобар, но мора да признаеме дека имаме и грешки, односно се стекнува големо искуство од секоја трка, па така беше и на предпоследната трка, ако се сеќавам, така беше во Прилеп Мариово, кога искрено му честитав и признав дека е подобар возач, секако на удолници со огромна брзина, возеше многу подобро од мене и иако водев на целата трка, го загубив првото место и тој го освои заслужено, како да кажам, со подобро возење од мене. Но без разлика на тоа, тој има огромен успех постигнат и оваа година, бидејќи се надпреваруваше во мастерс, тоа е категорија над 40 години, учествуваше на европско првенство, освои пето место, ако се сеќавам, и тоа е досега најголем резултат на еден македонски велосипедист во една ваква категорија, што секако мора да признаеме е за честитки. И не само Зоран Ристевски, ќе ги спомнам секако Ивица Давидовски, Стефан Петрески, кои се огромно, мислам, силна екипа со далеку големо искуство, како што е Ивица Давидовски, кои секако беа таа тројка, значи до последните километри на секоја трка, убаво рековте дека останував сам, значи после извозени 70-80 километри, последните 40 километри секогаш ги сам решавав против тројца. И не беше лесна сезоната, искрено. До последните две трки имаше можности и вториот и третиот од генерален пласман да ми ја загрзат позицијата, односно некој од нив да ја освои титулата. После трката во Мариово, кога разговаравме, кој ми кажуваше како си ја загубил трката, едноставно ми рече, тоа беше едно лудо возење на удолницата. Колку километри постигате? На час, еве, кога се пристигнување до ваѓа, знаеме дека има доста кривини. Дали да го кажам како прилика или можност, секако ветерот беше на наша страна, имаше силен ветер во грб, стрмна удолница од 11 км со 12% удолница или наклон, сидеше премногу брзо, јас достигнав брзина до 96, а тој замина, значи, со брзина над 100 км на час и на самиот финиш
кога веќе си честитавме еден по друг кога завршивме, и самиот тој кажа дека постигнал брзина 104 км на сат. Што значи тоа е огромна брзина, да, полициските возила кои секој се пред нас, овој пат нема можност значи да не испратат до крај и после неколку 4-5 км веќе на рамницата или на рамниот дел кога почнал втората горница, значи ова е многу тешка стаза и не пристигна и беа дури изненадени уште за време, уште трката траеше, беа изненадени како може толку брзо да се, за да не можат буквално да не проследат до крај. То нашите гледачи сакам да ги запознаеш. Со колку површина гумите одат на тие обележени петишки премини, а на дождливо време? И што може да се случи, кои последици може да се случат? Па, за пример, доволно беше стартот на помладите категории, кои од 26-7 учесници завршија само 13, значи пол од нив неа завршија трката поради тоа што имаше многу падови. Беше многу влажно, многу дождливо време, значи улиците беа полни, дури и самите одводи за шахти изливаше вода, но пешачките премини, самата боја која е многу по, како да кажам, несигурна или страшно да се помине низ неа со површина, значи ќе кажам, нашите пневматици или гуми имаат ширина на 1,2 см или сама површина која е наполната до максимум нашата гума на 4 мм лежи на асфалтот. Што значи доколку влегуваш во кривина наклонет или ние што велиме легнати во кривина, се помалку милиметри стануваш на патеката на коловозот и шансите или можноста да имаш пат се огромни. Да ги забораваме тие падови. Сега од да кажем, си даде свој одмор околу 15 дена, си возиш така велосипедот, да рече рекреативно, со некои усмове. Меѓутоа, дали велосипедизмот во Кочани има некоја перспектива? Бидејќи се јавуваат дечиња, меѓутоа си брзо откажуваат. Значи нема го онај дух ти што го имаш. Може да се рече дека во Кочани од секојаш постоеле таленти, имало се постигнале добри резултати и како клуб изминатите 5-6 години. Имавме, значи, броен, може и најброен, учествувавме на некои трки со 11-10 надпреварувачи, што немаше ниту еден клуб во Македонија. Ако испомнам најголемите тука клубови, како што се Велоем, Циклоспорт, Циклоас, Скопје, Енерджи, но тој број се намали. Перспективата секако се знае. Потребно е најпрви услови за да има еден велосипедист. Секако материјално и финансиски да биде покриено сето тоа учество на трки, надпревари, исхрана, подготовки или припреми, облека и опрема која многу чини, но тој број е намален и нашиот клуб сега работи само со 4 велосипедисти, кои во моментот се лиценцирани, односно може да учествуваат на било која трка во земјата и надвор. Точно проблемот е тај, секако финансиските услови, материјално и секако поддршка од највеќе од своите родители и од фамилијата на блиските. Бидејќи овај спорт кој се работи за доста, како што кажавте, не безбеден, ако кажам, бидејќи секој ден си изложен по патиштата, значи на ветер, на дожд, на сонце, па и сообраќајна и метеж. Така да сам, ако не се заштитуваш самиот навик од се, никој не би те сочувал и не е година или две, овој спорт е толку многу, како да кажам, се трошиш, се исцадуваш, што не би издржал многу години и оние што започнале на млади години, значи можеби ќе продолжат, но некои што во подоцнежни години се надпреварува или влегува во овој спорт, тешко дека од 3-4 години може повеќе да се издржи. Сашко е феномен. Па може да се каже. Сашко Јосифовски феномен за мене. Со годините пак ќе кажам заслужува големо браво,
бидејќи само 2 години во велосипедизмот, но и претходно има големо искуство, па и дел од тоа ми го има и пренесено, бидејќи е бил, значи, како планинар, има искачено многу врвови, многу поминато, с оглед на временските услови, има, повторно ќе кажам, големо искуство во тој дел од спортот. Пред малку кажах дека си имал голема помош од Сашо оваа година во трките, меѓутоа мора да се сложиме и ти доста му помогна, бидејќи тој те уфрли во тој планински велосипедизам, што му е на него една пасија, да кажем. Зашто се всушност работи, тоа е релативно млад спорт кај нас, мислам дека неколку години само, но и меѓутоа има се повеќе и повеќе пристраници, односно повеќе членови се јавуват и повеќе надпреварувачи, меѓу кои ти се оправува годинава на неколку трки. Така, тоа е дисциплина исто во велосипедизмот, но монбајк трките се многу поинтересни во делот на разновидна стаза, значи самата конкуренција не е оној масовен старт кога стартуваме како на трки, значи да се вози неколку пола и повеќе од 2 часа со истите надпреварувачи, односно овде се мене многу позицијата, се случуваат многу повеќе веројатност да имаш дефект, да промениш тркало, велосипед. Се менува за во една трка. Патеката е природна. Патеката секако многу ретко се излегува на асфалт, зависно од организаторите каде ќе ја прават трката, но се менува многу позицијата, од водечкиот па до, може да кажам, до последниот. И овде секакви има можности или шанси и за победа и за катастрофа, да кажам. И ти се проба оваа година на неколку трки, меѓутоа не да си загуби. Не една трка и се загубив, а и затоа ќе морам тука да го покажам овој медал, бидејќи ќе го паметам долго време. Ова е медалот кој го освоив токму на таа трка. Вложив многу, изгубив и многу време, ја промашив патеката за некои 4 км или изгубив дополнителни 12 минути и од првата позиција која водев на оваа трка, паднав на 12-та позиција, па потоа многу се потрошивме или буквално до максимум идевме за на крај повторно да го освојам или да вратам таа позиција која што имав. И се возеше некои 4 часа, што беше многу истрпувачко, но на крај заслужно го освоив токму овој медал што ќе го паметам. Дали едната година би возил исто така тие монбајк трки? Сметам дека ќе учествувам на многу трки, бидејќи љубовта, желбата кон велосипедизмот секако не може така лесно да згасне или да, но ќе секако дека ќе има некоја пауза или ќе одморам од друга страна во делот на роудбајкот или тркачките велосипеди, така. Мора да признаеш дека колку јас ќе се вратам повторно на Сашо малку, колку со Сашо да имате една добра соработка, тоа имате кај вас е раѓа едно ривалство. Ривалство, односно на тие трки што, денес кој требаше да ја правиме емисијата овој кај тебе, самиот ми каже дека си имал покана од Сашо да се тркате преку Јастребни дојдете за условно. Точно. Зашто всушност тоа е ривалство меѓу вас двајцата и само вие ги правите тие трки. Неки други нема со вас. Јасно. Доколку немаш, значи, колеги со кои би тренирал, знаеме дека секој тренинг треба со сите елементи да ги исполнува, односно да се одржи и многу силно темпо и работа на интервали, па потребно уште неколку членови, да речеме, иако сме двојца, изработуваме, може да кажам, за 4 велосипедисти на тренинг, иако се многу повеќе потрошиш или измореш на еден тренинг таков, но такви се условите, кога си на тренинг повеќе од 100 км, потребно ти е таа заветрина или смена, па заедно изработуваме, еден позади друг. И овде со Сашко можам да кажам дека исполнуваме многу на нашите тренинзи и не се штедиме, идеме максимално. И токму тоа можам да кажам ривалство во наводници помеѓу нас двајцата е тоа што буквално работиме како на трка. Се надпреваруваме еден со друг, си мереме време кој попрво би се искачил каде што ни е зацртан тренингот и
работиме до максимум на тренингот, така да Интересно ви. и може да кажам дека тоа е интересното, односно делот кога треба значи на тренинг да идеш максимално и за да имаш резултат на една трка, па и самите тренинзи, како што рековте, се ривалство или представува трка за нас. Кога пред повеќе години прв пат имавме едно интервју, јас тогаш те нареков плачкото за точкот. Бидејќи во Бугарија знаеме дека Како почна? да, како си ја почнал кариерата за оној велосипед што си го видел во излогот и си плачел додека не ти го купиле. Меѓутоа благодарение на твоите родители желбата да не ти ја ускратаа, може себе ти стана 10-кратен победник на, мислам, шампион на Македонија и мора да признаеме вице шампион на Балканот, што е еден од најголемите успеси на македонскиот велосипедизам. Мора да се сложиме тоа. Меѓутоа, доживеа и неколку неправди. А јас ќе почнем од последната. Што стана со оној велосипед, што еве Агенцијата за млади спорт ти го беше дарила, односно ти го беше подарила за сите успеси што ги направи. Велосипедот го вози друг, Јожи се и повторно на неговиот. Тој велосипед, значи, стоеше година време кај мене, стојуваше, односно го возев јас, се подготвував за големите надпреварувања и донесов на Македонија најдрагоцен или огромен успех, освои второ место на Балканијадата, паметат многу луѓе за тоа. И веднаш потоа се скрои некоја политика, знаам и кои се заслужни за сето тоа и како се тоа се скрои, односно велосипедот ми се одзема, самиот бев револтиран, дури бев и суспендиран ради моите потези, бидејќи беше тоа голема неправда, послем се. Но решив и докажав дека повторно сум најдобар, го врати велосипедот, мора да кажам, голема голема заслужност најпрво моите родители, мојот татко кој многу допринесе и овозможи се да стигнам до она најпоскуваното или да дојдеш во таа животна форма, да речем, да освоиш медал на едно такво големо надпреварување. И кога најмалку мислев дека не е можно, значи овде ќе дадам голема благодарност и до нашиот градоначалник Радко Димитровски, кој за многу кратко време разговараше со одговорните лица, тогашниот директор Ивица од Агенција за млади спорт, и за некои си 24 часа беа префрлени средствата токму, можеби голема грешка, но во Велосипедската федерација и се чекаше некои 2 месеци за овој велосипед кој буквално беше скроен за мене, знаеме сите дека велосипедите идат по мерка. Но, како што рековте, на крај се поинаку заврши. Значи, голема неправда, нема да го заборавам никош, затоа и сега односите помеѓу мене и членови, односно сегашни тие луѓе кои веќе се водат на функции селектор на репрезентација, секретар на федерација, за мене повеќе немат значење, односот е многу поинаков, а јас си продолжувам, односно и остварив она што и самите се свесни и знаат што се ги чини со тој потек. Имаш една мана, многу им веруваш на луѓето. Минатата година, кога се секаваш, кога се удараше темелот на игралиштето во градинката во непосредна близина, одма тука на Павлинови јама, неколица. Да. Точно. Кај што се удараше, беше присутен и Диме Спасов. Председател на Агенција за млади спорт. Да, Агенција млади спорт. И на прилика јас малку револтиран, бидејќи тие се секојба спремни само да се сликат со луѓето што нешто значат у тој спорт, а да ги занемаруваат. На некој начин јас, како што ме дал Господ, префрлив зашто ти земе велосипедот, а тој ти даде цврсто ветување дека ќе се среди тоа за неколку месеци дека се ќе одеш поминат година дена скоро. Меѓутоа, ништо не се измени. Дали ти се некој време јавуваше и ти ветуваше, бидејќи Диме Спасов во меѓувреме го сменија од функцијата. Сега е друг Лазар Поповски, да? Поповски, нашиот кајакар. Меѓутоа, дали во меѓувреме имаше некои контакти со тие луѓе што ветија дека само за да се сликат со Јожи Јованов и да видат дека еве тие го сакаат спортот и се обратија и дали нешто имат преземено
за да си исправи таа неправда? Добро се сеќавам. Така е реално. Беше, значи, како ще кажете, Диме Спасов, овде беше градоначалникот на општината и некои други луѓе. Значи, и самиот градоначалник го запозна со тој огромен проблем, иако не беше во негово време, тој самиот вети дека ќе секи се среде во најбрз срок. Ништо од тоа, сето тоа, значи, брзо се заборави, ќе кажам. Велосипедот и да се врати кај мене, повеќе јас не го сакам, нема ни да го земам, она што ми е земано. Значи, си веќе најдов можност, си земав, односно, си имам веќе едно средство или велосипед со кое можам, кога тогаш знам дека лично моја и дека и преку ноќ можам да заминам на трка. Но она што беше обеќано од нивна страна не се исполни. Значи, велосипедот си остана таму кај што е, можеби никој не го вози, што е најголема штета. А и така и сезонава, бидејќи нема надпреварувачи со кои можат да заминат на едно големо надпреварување. И оно што замина, буквално ја пострамоти Македонија и јас сум учествувал на вакви надпреварувања големи, но ќе кажам дека сето тоа е срам и за нас, бидејќи котираше на буквално на последното место. Учествуваа на 70 надпреварувачи на светското првенство во Холандија, тој заврши 69-ти, ако знаеме дека 70-тиот бил дисквалификуван. Да, или се откажал од тоа. Но велосипедот си го прави своето, секако потребно е ниско профилици или професионален таков велосипед за таа дисциплина да се учествува. Нека оди каде што сака, повеќе кај мене сигурно нема да се врати и да се врати јас не би го земал, бидејќи си постигнав на своја плека. Што зреваш од некои работи, дека треба да се прави, дека не е се луѓето мет и млеко кога ветуваат. Исто имаш една голема неправда нанесена на тебе, што ја не можам да ја заборавам, а сигурно и ти, тоа е 2008 година незаминувањето од Пекинг. За Пекинг на Олимпијадата, што беше на Олимписките игри, сега име се одржа нова Олимпијада. Лондон, меѓутоа, како си минуваат Олимпијадите и кај годините кај Јожи си поминуваат и веќе остана една црна дамка во твојата кариера по мене и една огромна неправда што ти се нанесе во Пекинг. Дали го тоа подсвесно имаш заборавено или секој пат те копка кога ќе видиш некој такво надпреварување? Нема да се заборави тоа секако. Повторно и ова лето, самата Олимпијада, отварањето и учесниците на оние мои фаворити, да кажам, или идоли кои што ги гледав на светското и европско првенство, а потоа и на Тур де Франс и на крајот Олимпијадата од оваа сезона, значи многу исполнета со надпревари од мојот карактер или спорт. Бев буквално најажен или самиот се потренав кога ги гледав на телевизија, знаејќи дека можеше такво нешто да се случи, односно да учествувам на овој надпревар или на неостварениот сон за еден спортист, па и за мене Олимпијадата. Верував и тогаш, ќе кажам, имавме луѓе, значи самиот, може да кажам, сограѓанин од овде, Насе Насев, кој силно притискаше и сметав дека за сето стои тој како голема помош, но на крајот видов многу неправилности и самиот тој немаше одговор, иако знаеше добро што се случува, работата, лажни витувања секако. Оно што кај еден спортист е најголема неправда е до последниот ден кога би се подготвувал, бидејќи еден тренажен процес за Олимпијада трае, сите знаеме, 4 години, од Олимпијада до Олимпијада, и учествував на светско Б првенство во Африка, сите знаат. Изборив прилично добро време, значи под 4 часа и 30 минути, или точно времето 4 часа 28 минути. Мислам дека беше Б норма исполнета. Така, светско Б, кажа Б категорија, и за учество на Олимпијада со валкарт. Но на тој список од 8 членови за заминување на Олимпијада, заминаа 7, 8-миот што значи беше исфрлен токму јас. Да, еве, се вее македонското знаме там и тоа ни на нас важно. Меѓутоа, деновиве баш го слушав излагањето на Владе Дивац, председателот на Олимпискиот комитет на Србија.
тој кажа дека повеќе нивните спортисти нема да заминуваат со Б норма, што значи ќе одат само на успеси, дека не им е битно дали и важно дали ќе се надпреваруваат таму или нема да се вее нивното знаме, ако нивните немат успех. Меѓутоа кај нас да има и С и Д, сигурно ќе меѓутоа имаме една болка. Ние секогаш праќаме атлетичари и Пливачи. Пливачите штета што не го следиме тој спорт многу кај нас, тука не е многу развиен, него децата мора да одат во некои други држави да се подготвуваат. Меѓутоа и атлетиката не е тоа што е и ме чуди како баш токму тие два спорта. Па многу пати сум помислил на тоа, сметам дека повторно има неправда тука, сериозен проблем или не. Како да постои некој договор помеѓу Пливачка федерација, Атлетска федерација со Македонски олимписки комитет и самите тие средства донации од ИОК, значи Интернационалниот олимписки комитет, знаеме членови или фанови на таа група преку Facebook, ќе кажам, значи секои нови средства влезени во Македонски олимписки комитет и обуки за менаџери, за спортисти, се заминува во тие федерации. Иако се разговараше на еден семинар кој лично јас учествував како представник на спортски клуб, овде беше токму и големиот Владе Дивац и кажа се колку е буџетот на Српскиот олимписки комитет. Значи сите едноставно занемија кога разбра, а и многу добар потек е тоа што Србите знаеме што се освои на олимпијада. Замина со 115 спортисти, од кои 90 може да се каже со директно или со норма, изборена директна норма, без валкарти. Но Србија е голема нација во спортот и уште многу треба. Добро, знаеме кој што од бившите југословенски републики се постигна. Кај нас е проблемот тоа што не се дозволува да заминат некои од помалите спортови. Па тоа ми беше и изборот, ние постојано се држиме само на тие два спорта, а знаеме ни се случувало некои да ни паѓат на атлетиката, на трката со пречки, на кој ќе падне македонскиот или нема да исполне норма или Би се удавиле во базент. Да, или базен ќе се удави, меѓутоа тоа да оставиме, има си кој да ги решава тие работи. Сега додека разговаравме, случајно така гледајќи ова, да кажам, твој музеј од пехари и многу дипломи што и оние медали. Така некако размислував и ми падна еден пехари, односно во очите и ме врати на сеќавањето пред 1-2 години, кој ми каже доста видно разочаран токму поради тоа не заминување во пењик. Ќе те цитирам: Батеслав, јас ќе одам в Италија да си ја пробам среќата. Бев таму на еден хуманитарен, возех хуманитарно нешто, една трка. Хуман потек беше, инаку беше Да, светско првенство. Да, светско првенство, меѓутоа оди напред еден хуманитарен потек и доби покана од луѓето од Италија, меѓутоа Јоже не замина. Остана да се подготви. Па тоа беше истата сезона, значи по завршувањето на Олимпијадата, крајот на август месец или почетокот на септември, не знам, 15 септември, заминав со мојот постар брат. Хронометар, мислам, дека се... Токму така учествував на хронометарот, но бидејќи знаем и многу други знаат дека немаше обезбедено средства, сами лично баравме спонзори, помогнаа некои од градот, спомагатели или како да кажам фирми, и сето останато секако моите родители ја покрија за ова и заминавме, учествувавме на светско. Како заминавме, самите ние двајца знаеме, последни си тие врати за обезбедување на визи, се сами бркавме, се појавивме овде и на првиот збор прифатив да на самиот адрес без дозвола, значи од Велосипедска федерација, инаку секако дека ќе бара и тие средства, јас прифатив да ми се покријат само патните трошоци и хотелското сместување, никаква заработка нема во тоа. За возврат да го носам името на фондацијата Пијати, или тоа беа лица со посебни потреби. И не знаев
колку се тие благодарни на сето тоа, а видов на крајот или на последниот миг Огромен публицитет. од затварањето на светското првенство, кога се прогласи светскиот шампион, првото, второто и третото место, и после сета таа церемонија, значи за крај беше оставено токму прогласувањето на или предавање на таа награда или благодарност лично за мене со Си гласал за децата. така со изгравирано име и презиме и си сето тоа е архивирано или заведено и самиот медал го покажува италијанското знаме, а ми беше врачено од најдобриот светски велосипедист или најтрадиционалниот Марио Чеполини од Италија и секако градоначалникот и председателот на Италија кој беа токму на затварањето на ова светско првенство, момент кој што ќе опаметам цел живот. А пише светско првенство во велосипедизам, јас како што италијански разбирам, нема грешка. Варезе 2008 година Јожи Јованов и тука пише дека посебно за солидарност И за хумани страна и за хумани работи така што имаш постигнато. Што сепак е тоа нешто што значи гледаш некои сепак ги ценат твоите успеси. Па неко ја поврзувам таа работа со тебе, значи тие честни спортисти секој пат страдат во оваа држава. Односно не во државата, него и кај некои поединци, меѓу кои што настрада еве со околу вработувањето и ти. Што се случи и каде сега е вработен Јожи Јованов, бидејќи не може веќе татко мојот да го истрпи, да го издржи сето тоа и имате си преко брат и зголемување на член на семејството, што беше една од овите работи што ги се случи. Така, тоа убав момент за 2012 и дај Боже да се случуваат така убави работи, значи да бидеме што побројни. Ова што го зборевме, значи не сум јас само некој што се вика занесен во спортот. Спортот од секојаш ми е била втора работа или преокупација. Иако имам доста вложено, многу повеќе време за разлика од она, бидејќи школувањето или школата е период кој трае, се знае, 8 години, основно 4 средно и факултетот или високото образование. Сето тоа заврши. Значи имав можност да заминам и во Италија, и во Словенија, и во една добра шанса беше и за во Санкт Петербург, во Москва. Желбата моја од секојаш е била каде и да заминам, па и овде во Македонија да студирам менаџмент. Учев и средно економски техничар, сега завршив на економски факултет, мислам не сега, пред 2 години, ако сум веќе дипломиран, и земав диплома и сметав до некаде дека она што го имам постигнато, пак колку толку афирмација за градот и за спортот во градот, учество на големи надпреварувања, сепак пак ја представував секако не само мене или клубот или кочење, туку и државата. И дојде ден кога дипломирав, а секако желба на секој кој образован или со школување, дека кога размислуваш спортот можеби не е нешто трајно што може, особено во Македонија, да се екзистира или буквално се живее само тоа. Се знае кои спортисти се платени, кои спортови се многу повеќе афирмирани или едноставно платени, за да се живее со нив, но условите во нашата општина се такви и кога ќе дојде ден, еве дојде за мене, со завршено високо образование, дипломиран економист, да барам едноставно екзистенција, односно да си го работам она за кое имам студирано или учено, а секако спортот е втора работа, како што кажав, и ќе остане. Бидејќи една повреда или еден момент во спортот може да одлучи преку ноќ да речам да се заврши од спорт. Едно прашање до тебе. Што понатаму Јожи Јованов со размислувањата, секако со она што го почнеме, со она ќе го завршиме спортот, односно велосипедизмот? Пак ќе се навратам со она што почнав. Се оствари мој голем сон, односно мојот цел беше освојување на 10-та титула. Тоа го зацртав, го кажав и пред 2-3 години кога ја освоив 9-та титула
и на едно прогласување за спортист на Кочани кажав дека ќе одам до освојување на 10 титули, државен првак или освојување на 10-та јубилејна шампионска титула, тој го остварив. Не поставувам друга цел, значи, како што реков тогаш, сега не си зимам за одговорност или задолжение дека морам и ќе продолжам натаму. Потребен ми е одмор, бидејќи 10 години учествував на сите трки, земав учество, пред некој ден правев евиденција на колку би трки учествувал и морам да го кажам тој податок. До сега сум учествувал на 112 меѓународни надпревари или 112 старта на учество на такви трки, додека во Македонија имам учествувано на повеќе од 240 трки за овие 10 сезони или 10 години. И потребен ми е одмор, бидејќи знаеме за каков спорт се работи, по колку часа на ден се тренира и колку се долги трките и колку е потребно време, како и не само за тренинг, туку и за одмор и за буквално за се околу овој спорт. И сметам дека сезоната која што замина беше максимално исполнета, имаше доста надпревари. Оваа сезона која што следува ќе посветам многу повеќе на мене, односно ќе продолжам секако да се занимавам со овој спорт. Ќе возам велосипед повторно, секако нема да заборавам на тоа или да го оставам велосипедот, но немам некој задолжение или не си ставам на одговорност да учествувам на сите надпревари следната сезона. Едноставно желба ми е да учествувам кога ќе бидам подготвен или кога ќе имам повеќе слободно време. Се повеќе ме интересира, како што рековте, работата, бидејќи и годините се тие. Не значи дека година, 2 или 3 подоцна дека ќе нема да повторно да атакувам на некој, на освојување на некоја повторна титула, дали во роудбајк, дали во монбајк, дали во друга конкуренција. Велосипедот едноставно ќе остане во моето срце. Почитувани мои, еве тоа беше емисијата Разговор со Џони, новиот серијал со мојот, како да кажам, многу драг спортист, бидејќи јас живеам за спортот во овој град, Јоже Јованов, 10-кратниот шампион на Македонија во велосипедизам. Се надевам дека вакви мигови ќе имаме и со други наши млади спортисти, но оставам простор да не го најавам следниот мој соговорник, меѓутоа полека емисијата ќе си го добие својот тек, односно ќе видите за кој всушност се работи следниот петок во исто ова време. До тогаш довидување, да сте ми живи и здрави.